Здраво уживатели во Македонија, во село Бзович, Мариовско. Зад нас е Миџе и кај макчалнам со снегот, со снежните јазици. Ова ќе биде почеток на нашиот поход низ Мариово. Утре со велосипед ќе посетиме 3 села и ќе читаме за Мариово, ќе кажеме доста податоци. А сега одиме да се бањаме на Градешка река под мостот, познат од филмот на Милчо Манчевски Прашина. Уживајте во Македонија! Се наоѓаме на Градешка река од познатот камен мост од филмот на Милчо Манчевски Прашина кај селото Бзович, Мариовско. Овдека е прекрасно и ние уживаме во Македонија! Уживате во Македонија! Македонија! Добре. Драги уживатели во Македонија, еве на нашиот поход и патешествие низ Мариово на реката Саток, која што протекува од некогашното село Сатока под ридот Пантелеј. Од тоа село бил водачот на Мариовската буна од 16-тиот век од село Саток. Реката Сатока всушност е граница помеѓу пределот на Прилепско Мариово и Битолско Мариово. Ние од тука пиеме вода, бидејќи по пат немаме извори, а овдека водата е прекрасна и убава. Олајна, уживајте во Македонија! Еве Сатока да види народ каков прекрасен дрворед има. И еве ние целата екипа, Тони, Звонко, Калин и Кате, нашата јунакиња, и секако јас. Уживајте во Македонија, Марио, во Мариово. Наоѓа во јужниот дел на има две покувања колку површина зафаќа, едното вели дека 1038 км, другото 1390. Или 4% од територијата на Македонија зафаќа Мариово. Се дели на 3 области: Битолско Мариово со центар во село Старавина, Прилепско со Битолиште каде што ќе одиме на крајнова тура и Рожден за Кавадаречко или Тиквешко Мариово. Истовремено реката Црна го дели Мариово на два дела. Преку Црна таму до Расенбегов мост е Мало или Младо Мариово, а оваа страна кај што сме ние десно од Црна е Старо или Големо Мариово. Тие меѓу себе мариовците, овие што се од оваа страна на Црна се сметаат за Салам мариовци, а тие од таму за не Салам мариовци. Да. Ета, Идар инаку од Градешница, каде што ќе оди големата тура. Меѓутоа, Градешница, иако е во Битолско Мариово, секогаш гравитирала кон Прилеп. Тама некаде. Нека има